Први покажуваат дека им недостига пред се политичка култура и интегритет. Тие треба прво да имаат почитување према еснафот, према професионалците во сите сфери, нели? Тие треба да градат, партијата што ќе добие власта, треба да гради политики кои што ќе обезбедат квалитет во државата. Значи да имаме ние фер конкуренција и да бираме луѓе со соодветен квалитет. Тоа треба да обезбедат. А не треба да обезбедат партиски војници да влезат по институциите кои што даваат отчет на партискиот шеф наместо на раководителот во таа институција, што работи со години, например. Тука е проблемот. И ќе кажам, во 5 години додека бев во ДКСК, најголем број на предмети дојдоа во делот на вработувањето. Значи тука злоупотребата на дискреционото овластување за бирање, нели, овој партиски човек, доаѓаше до израз. И сега луѓето зашто ја губат надежта? Затоа што сметаат дека ако не се поддржани од политичка партија, не може да се вработат. И затоа е бројноста и членството толкаво во нашава држава, а толку мало во развиена европска држава. Затоа што таму градат политики кои што ќе бидат за општо добро на граѓаните, а тука се градат политики кои што ќе бидат добри само за таа партија. Ме разбирате? Тука е проблемот. Ама тој е буквално еден рингишпил кој што нема крај, бидејќи една партија ќе дојде на власт, ќе наполни институциите со свој кадар за да може да владее. Јас не се согласувам дека нема крај, затоа што сега ако продолжиме вака сакам да кажам. Да, значи кој управува? Кој управува? Имате висока раководна структура. Сега ќе носат закон за високата раководна структура. Мислам дека е во некоја завршна фаза. Значи, изборот на директорите да биде на јавен оглас, да не биде со назначување само од страна на владата и така. Значи, тоа е чекор напред. 22 или 3 година кога беше, ние многу притискавме како антикорупцијска да се промени законот за јавни предпријатија во делот на членови на управни и надзорни одбори. Да не бидат членовите собрани од улица партиски луѓе, туку да бидат луѓе од еснафот. И сега знаете што се случи? Нели настана промена на локалната власт и доаѓаат и град Скопје и општина Центар, колку што имам јас информации, кај што и ние имаме наши советници, доаѓаат со готови списоци, ова ќе бидат членовите на управен одбор. Каде бе тие ќе бидат членови кога законот вели дека треба да се објави јавен оглас? Па дури град Скопје зема наеднаш ги разреши сите за да постави веде. Кај го има тоа? Значи, со сила прават ситуација која што ќе ги стави нивните партиски војници да бидат членови на управните одбори. Кај го има тоа? Дали со тоа се заменуваат претходните партиски војници? Да. Наместо, ама тоа ќе биде 3 месеци, они пак мора да објават оглас. Бидејќи тој што работи со таа институција не може да раководи како што треба ако вие позади него се партиски војници од претходниот состав, бидејќи се лојални повеќе на партијата, не на државата. Така е. Тие знаеме како функционира барем во Скопје јавните предпријатија, ако ништо друго, тоа за комунална хигиена сите знаеме како функционираше. Каде е одговорноста на тие членови на управниот одбор? Така? Значи, прашањето повторно се враќа на одговорноста и на професионалноста. Ќе поминат овие 3 месеци, и тоа ќе им помине. Чекорите се многу тешки, ама ќе мора да објават оглас. Ќе мора да објават оглас. Па на тој оглас нека се охрабруваат луѓето. Граѓаните треба да сватат дека ова е тешка борба против корупција. Значи ова е борба на соочување со нашите слабости како држава, како општество, како ниво на општествена свест, како да кажам. Да, може малку вака апстрактно ова звучи што зборуваме, меѓутоа ова е суштината на се и основа, мислам ова е државата практично, тоа е држава. Тоа е тоа. Кога секој од луѓето кои што се во партија, па дури во партијата да покренат определени прашања, а не да се клањаат на пастирот, председателот или кој да е, за да чарат нешто, кога би седнале и реално би размислиле каков е нивниот живот, како нивните деца утре, неговите деца ќе поминат во општеството, како ќе ги школува, колку може реално со таа плата и финансиски да издржи. Кога ќе се запраша, али реално, луѓе, што сме направиле, до каде дојдовме? Одговорот ќе биде многу лош. Тој лош одговор кога секој од нас ќе го прифати и ќе каже не може више вака и ќе почне да делува секој во својата област, ќе почнеме помалку да заздравуваме. Вие се
бевте сведоци што се случи при избор на каде што еден од невладина организација го праша кандидатот за Истанбулската конвенција. Така е. Тоа е. Ама од друга страна... Зошто јавно да не бидат луѓе кои што се јавни функционери јавно да истапат и да ги дадат своите програми. Чекайте ме луѓе, па тоа се јавни функционери во име на граѓаните, наши пари трошат. Ме поттикнавте сега да го кажам моментот што се случи сега неодамна во судски совет. Истото го мислиме. Так, значи имаше идеја судскиот совет да ги бира судиите преку транспарентно интервју. Предлог на новиот член Јошевска, која е моја колешка и која што сака нешто да преземе. Нешто да промени. Значи, ајде, да има јавноста да ги види кои се али основна работа е одговорност и отчетност. Јавност во работењето. Тоа е јавна институција. Значи, ние сме мала држава. Јавноста ќе го види Филјан судија, кој е, што е, знаат за него, може би некој бил во ситуација да му побара мито, не бил... Значи, сакам да кажам, не сме толку голема држава и многу лесно може да се дознае за секому се. Така. Но, замислете, со 8 гласа против, предлогот не се усвојува. Тоа е ставање повторно на судскиот совет во чаура. Зошто? Зошто? Еве, ајде. Некој сака да скрие нешто од нормално, јавноста. затоа што тоа значи пораката која е? Дека добиваат нарачки и дека сака да ги спроведе тие нарачки глад. Што има сега цел свет да го знае? И дека има нешто, зошто не сака да биде сето тоа јавно? Да. Луѓето, граѓаните да може да го видат. Еден судија ја изрекува пресудата во која стои горе прво, во име на граѓаните на Република Македонија. Ако ти изрекуваш пресуда во име на граѓаните, па и пред граѓаните ќе се појавиш. Да сте видат кои се. Така, и ќе го објасниш она што имаш во план да го работиш. Не можеш ти да се криеш за судскиот совет и институциите кои што за затворени врати ќе решаваат за некој кој решава судбината на граѓаните. Така е. Тоа е далеко од било која логика. Добро, да го заотвориме овој дел. По судови сте поречиси цел ден, а така тоа е вашата природна средина на действување. За жал. Да. Ако како практичар сега ве прашам, каде би можеле да го лоцирате овој момент дека има најголем проблем во правосудството, извлечено од секојдневното ваше работење? Што е тоа што е најакутно што треба да се промени? Треба да се промени клиентелистичкиот однос на судот кон обвинителството и кон политичките партии. Значи, треба судиите, и има квалитетни судии, апсолутно, и се судираат со големи проблеми. Но треба да излезат јавно. Треба да се сплотат и треба да сватат, менталниот склоп да го сменат и да сватат дека неговата пресуда, која ќе чукне со чеканот, нема поправање, никој не може да ја смени, освен повисокиот суд. Тоа е закон, неговата пресуда е закон за секого. Ја имаат огромна моќ, но не знаат да ја употребат и не знаат да ја искористат. Ние на времето судиите се бира, вие се сеќавате, во собрание, во општинските собранија кога беа општинските судови. Јавно. Се виде јавно, но се виде дека ајде да се помогне на судиите, да им се даде можност сами да се бираат, да се обезбеди една независност на судовите. Им се даде нивен орган судски совет. Им се даде траен мандат, не Бе уставно загарантирана категорија. Апсолутно. И ги добија и судско буџетски совет. И се прокламира 0,8% од БДП. Сето тоа го добија и ма не се реализира тоа. Ама нивен проблем е што не го реализираат. Зошто не го реализираат? Не може било кој да каже надвор од законот, кој сака нека е во државата, ја не го почитувам законот и не ви давам плата. Тоа е... не дава он плата. Така е. Добро, на кратко вашиот одговор е дека дел од судиите не се ја препознават или не искористуваат моќта што имаат во општеството. И не истапуваат јавно, храбро, да ги посочат, мене ми се налютија дел од судиите во една колумна, кај што ги поистоветив сите. Има дел од судии кои што се нечесни и најголемиот дел се чесни, но молчат.
Меѓу себе не можете вие да не ги знаете колегите. Исто како што молчат и граѓаните кога им се бара мито. На чистата психологија оди според вас да сите слоеви на Onda ste jednakvi. Ако вие овозможувате тоа да се случува. Затоа реков дека проблемот е очигледно кај сите. Еден тој мал дел, процент, со молчењето на мнозинството му се овозможува да функционира, работи и да ги остварува незаконито своите А сето тоа, заеднички менител на сето тоа е отсуството на интегритет. Така е. Добро, листата за 2025 година на Transparency за перцепцијата на корупцијата, 84-то место, практично нешто како и лани, значи стагнација, горе-доле. 4 места Да, понапред. меѓутоа поените се исти. Суштинска промена нема. Да. Меѓутоа, имаше перцепција кај јавноста, а и кај сите што ги следиме овие работи, дека изминатава година имаше повеќе политички акции, имаше и апсења, се проба да се дигитализираат некои работи каде што корупцијата цветеше, меѓутоа според Transparency тоа не е доволно ние да мрднеме од листата. Какво е вашето мислење? Видете, нас не оценуваат тамо по 7 тие светски, како се викаат, групи не оценуваат и најниските оценки се во делот на владење на правото и на човековите права и слободи. А каде што тоа го нема, таму има корупција. Каде што имате невладење на право и каде што немате демократија, таму царува корупцијата. Така што, мене многу ми е јасно зашто сме тука. Тие 4 места што сме се поместиле, не значи дека сме биле подобри од претходната година, туку дека други 4 земји биле полоши од нас. Што значи дека немаме суштинска промена. И дека ние сме се уште во нивото под 50 поени, значи во долната половина со поените. Зошто е тоа така? Ова сега претходно што го збореше Давидовиќ за правосудниот систем, во голема мера придонесува за ваквата перцепција, заради тоа што правосудниот систем, гледате, не може да се ги оствари своите права што треба да ги има поради непочитување на законот, значи нема доволно човечки материјални ресурси. Повторно се наоѓаме во ситуација, вие имате тоа и тоа и тоа, меѓутоа немате со што тоа да го направите. Отсуството на интегритет, политичкото влијание врз судиите, особено од повисоки рангови, од председатели на судови, од политичката моќ, нели, влијанието, начинот на унапредување, наградување од страна на судскиот совет. Сето тоа придонесува за една таква слика на правосудниот сектор воопшто, кој што создава таква перцепција. Од друга страна, да речеме, Државната комисија за спречување корупција, која што треба да е лидер во борбата против корупцијата, доживеа страшен удар со ситуацијата што се случи со претходната обвинението што го имаше претходната председателка, и тоа е удар, нели? И ова што сега повторно пак се случи околу друг член. Да, и нели и уште еден член е во самата комисија отвори 2 предмети за друг член од комисијата, значи недостасува тие. Сега кога гледаме листата на сите држави, дали се руши митот дека ние преку преговори со Европската унија или евентуално членство во Европската унија ќе биде катализатор за поголема борба против криминалот и корупцијата и ќе станеме држава со помалку криминал или со повеќе корупција. Значи тоа кај нас, да, видите, кај нас тоа преовладува дека море само да влеземе во Европска унија, камшикот ќе дојде, не знам што. Зошто ни е потребен камшик? Нели сме демократско општество? Зашто бараме камшик? Значи се е до свеста на луѓето. Не, прашањето го реферираме колку бодови има Македонија, колку има Бугарија, која што веќе 10 години е членство на Европската унија. Практично се тука негде на таа тука негде сме географски поставени, и тука негдека ни се и менталитетите, и тука негдека имаме нели историски заеднички моменти кои што придонесуваат за сето ова. Што вика, зашто вика Чепреганов супер его владе? Затоа што овој народ бил како што бил во минатото, потиснуван на секаков може начин и сега царува супер егото. И тоа бара корупција. Што мислите дека на сите им треба толку милиони за да преживеат? Не бре, луѓе, што вие вас. Срекните луѓе не се занимаваат со корупција. Со корупција се бават само луѓето што се несрекни, затоа што некоја празнина во нивната психа треба да се надополни за да покаже моќ, за да покаже општествен статус, за да покаже голем џип, за да покаже не знам што, за да се покаже пред другите. А секој што сака пред некому да се покаже, тоа е... Да се покажат некои велат големи комплекси. Тоа е тоа.
Тоа е тоа. Сега, од тие големи комплекси, вие гледате колку имате големи трошоци, наречеме, во буџетот. Ниту една влада не зема да го скрати буџетот во делот на привилегиите, а токму тие привилегии ги лечат комплексите на поединците. Така, мислам, се е поврзано. Добро, исто мислам интересно ми ова со земји членки на Европската унија каде што индексот на дел од земјите членки на Не Европска учат тие унија. побрзо од нас. Да, се на истото рамниште практично со нас. Корупцијата не представува кривично дело. Представува ментална болест. И ја лекуваат како ментална болест во психијатриски установи. Замислите колку сме ние далеку од сето тоа. Она што кажувате суперего. Но луѓе, ние мислиме дека сме центар на светот. А ние не сме ги артикулирале своите интереси, не сме создале своја национална програма, македонска национална програма, преку која ниту еден лидер на било која политичка партија не ке смее да премине. Ма не може да се преговара за нашиот идентитет, кој како сака за милион работи, а при тоа да мислиме дека сме центар на светот, а замислите ние сме одвај. Трета генерација на возачи. И се прашуваме зашто имаме ние сообраќајна култура. Затоа што сме првачиња. А од друга страна и не сакаме да учиме, па остануваме понављачи првачиња. Сега се учиме веќе со сепсите. Барем во некои градови. Ќе видиме колку, мада веќе вродува со плод, да се свати дека дисциплина мора да има, мора да се почитува законот и дека, што е најбитно, нема врски за да можеш да се спасиш од глоба и снимка на камера. Тоа е нешто што нас не е потребно. Така, значи, што значи тоа? Тоа значи дигитализација. Така? Ако ние воспоставиме дигитализација во институциите и транспарентност, тоа е веќе убиецот на корупцијата. Треба пред се нашиот ментален склоп да го смениме и да сватиме дека мораме многу прво и на себе и на државата да работиме. Прво на себе. Ние имавме пред се во ова да се случува, бевме многу високо рангирани, ако се сеќавате, воопшто во очите на Европа. И ние за овие 30 на 35 години паднавме на самото дно. Ви имате Албанија, наш сосед, кој што лансира 2 сателита, кои што ќе овозможат безбедност на земјата, земјоделие и сето тоа да го наблюдува. Ние се фалиме со отварање на шахти, на пола мост, една трака од 100 метри. Бидејќи само вистина се вика емисија, не лансираш Албанија сателите, туку и ги лансира сателити кои што тие ги произведат. Нивни се Албанија 1 и 2 и они ги користат. Точно. Ние дури не сме во ситуација да помислиме некој друг да ни ги лансира, камо ли да ги произведеме. Затоа што нашите експерти работат во други земји. Не веруваме ли доволно во себе? Јас мислам дека недостасува и дека треба да се работи на тоа. Мислам дека имаме ние капацитет, затоа што каде да оди наш човек во странство, тој е врв. Добар работник, исполнителен, паметен се. Значи, не дека ние не можеме. Ние само погрешно насочуваме енергијата. Извини што ќе те прекинам, ние имаме и овде луѓе. На кои ни вие новинарите, ни општеството не обрнува внимание. Јас знам луѓе, деца, кои што сами се финансираат и, например, трчаат на маратонот во Фиренци и се меѓу првите 100. Никој не знае за нив, не слушнал. Имаме многу херои, буквално од нашите улици, од нашето соседство, каде што луѓето не ги знаат. Вест, за жал, е само вест каде што е некоја афера, каде што е крв, каде што е убиство, каде што некој се апси или некој не знам што. Ние немаме вести за убави работи. Немаме херои. Ова е можеби добар предлог во вашите телевизии, да одстапите место во вестите, еве сега 10 минути ќе збориме за убави работи. Барем 10 минути. Да почнат луѓето малце да размислуваат и на убави работи. Каде да свртите, секогаш се почнува од нешто трагично, од нешто тешко, од нешто и такви мисли тешки им се наметнуваат на луѓето. Да, кога гледате од надвор од медиумите така изгледа, меѓутоа кога ќе дојдете од оваа страна, бидејќи ние пренесуваме реалноста која што ја креираат други. И тоа што се креира како вести, како настан. Ама и ова е реално, само што не се пренесува. Апсолутно, да.
Вие Има, знаете ли? има многу примери, на пример во утринската програма на Канал 5 во Здраво Македонија, каде што има огромен број позитивни немојте да примери. сватите дека е сега не лично. сваќате лично. Не. Зборуваме Ја генерално. морам малце филата да кажам, бидејќи ова што кажуваат има мајка ми ова ми го зборува. Мислам сваќам дека многу луѓе тоа го кажуваат дека фали малце позитива во секојдневниот живот. Меѓутоа не сме ние само тие што ја креираме реалноста. Апсолутно. Тоа ни Да, доаѓа како меѓутоа- информација. Имаме луѓе ние увезуваме земјоделски производи кои што сме ги произведувале За цела со Југославија. децени. За цела Југославија. И се ги увезуваме. Но имаме луѓе кои што го произведуваат тоа и сето го извезуваат. И никој не знае за нив, не слушнал. Тоа се луѓе на кои треба да им обрнеме Значи, тоа е внимание. реално што на треба кои, да се прене. на Меѓутоа кои информацијата државата треба да им овозможи. што ја пренесуваме како вест агенциска, кој што пат нас условно кажано не боли дека уствари дека со организација добра може, бидејќи да речеме Албанија според некои информации пред 10 години беше увозно зависна од храна, а денеска извезува земјоделски производи, мислам дека со профит од 380 милиони. Така. Значи сакам да кажам дека не се нешто подобри од над претпоставам дека Значи, се со добра поорганизирани. организација Да. и со цел дека сакаме да успееме. Значи, многу е битна целта. Која ни е Државата целта? да успее. Да. Значи, која е целта? Дали сакаме ние како држава да пораснеме, да успееме, или целта е кој како се зграбчи на власт да земе да тргне толку и толку? Добро, Која е јас цел? еднаш кажав тука една реченица, некој ме критикуваше, некој ме поддржа, ќе ве кажам јас предлогот, мислам тоа јас како гледам, да, дека уствари функционерите, политичарите во минатото сега и во иднина, секој што краде државни пари, парите на граѓаните е предамник на македонскиот сон и на македонските идеали. Апсолутно. Јас се согласувам. Апсолутно. И дека се треба согласувам. да се општеството сите ние да го третираме како предамник Така е. на А македонците. не да преовладува она меѓународот. Па сега е на позиција, сега може. Аман бре луѓе, каде бре луѓе? До таму е отиден она што го зборевме. Каде се одобрува тоа? Се одобрува? Менталниот склоп е до таму отиден да се одобрува таква работа Да, која ама мислам дека е тоа веќе коруптивна. почна да се менува и дека луѓето веќе не може да ги поднесуваат тие, да речам на таков начин, неправди. Еве што направи синдикатот, им го блокираше влезот за да не може да ги користат патните трошоци. Пример, пратениците. Значи, со малку по-домакинско работење, знаете колку поише пари ќе има во буџетот? Многу повеќе. Значи, да тргнам, ајде пак јас секогаш тргнувам од службените возила. Зошто ниту една влада до сега не направи листа кој се има право да вози службено возило? Не може толку многу луѓе да имаат право да возат службени возила. Нека возат тие институции што имаат теренска работа, инспекцијски служби, не знам што, нели? Да, Тие што им меѓутоа треба и да пофалиме дека сега да речеме дека регистрациите им се црвени, веќе им ги Па знаеме добро, кои тоа се беше службени наш возила. предлог, еве една. Да, еден меѓутоа е чекор, некој да. чекор позитивен во таа Да, насока. ама не може во придружба на било кого да има 5 возила у придружба. Или 3 Значи, возила. тоа се нивни протоколи, Не, тоа се нивни да, ама протоколи, не е во ред. зависи од рангот, значи тоа ќе го голтнам. Ама не можам да голтнам дека во едно министерство треба да има не знам колку коли. Зошто? Значи, се знае кој треба да иде со службено. Како може данската министерка за труд да оди со јавен превоз? Ај сега кај нас нема, ама нема затоа што нема пари ги трошат на безвеза. Па Да тоа не е- ги трошат на безвеза ќе направи Тоа ви јавен одговори превоз. и околу протоколите. И протоколите не се во ред. На многу поголеми држави одат или со јавен превоз, или одат со свое возило. Или одат без придружба со едно возило. Немојте. Значи, сето тоа е трошок. Мислам дека ова е ниво 8 или 9 што го разговараме за функционерите со јавен превоз, сега зборуваме од ниво 0 на ниво 1 како да стасаме. Тоа јавен превоз, да речем службените возила, па надоместок на гориво ако доаѓа со сопствено возило, па надоместок за купнина ако користи службен стан. А бре, еден тон има трошоци, па апанажи, па не знам што. Мислам, сето тоа треба так да се скрати. Да се скрати. Што е целта? Целта е да се користат привилегиите или нешто да се даде на државата. Кога ние ќе го промениме менталниот склоп, зборам сега за носителите на јавни функции, не да земат, туку да придонесат за државата. Значи, се нафаќам на таа функција за да дадам мој придонес, а не ја за да земам некаква привилегија. Тогаш ние ќе тргнеме напред. Добро, сега од оваа временска дистанца, мислите дека на некој му пречевте со вашата работа како претседателка на ДКС? Да, не да мислам, не го знам. На кого? Апсолутно, па на мокниците, да.
Па вие знаете, ние јавно се каравме со сите вице-премиери, со власт, ние имавме 60 иницијативи за кривично гонење на високи функционери до обвинителство и уште 60 и кусур иницијативи до владата за разрешување на високи функционери. И колку ви беа прифатени од сите тие? Од тие за разрешување ништо не ни беше прифатено. А кој беше одговорот зошто не го прифаќаат? Предпоставам дека вие сте имале аргументи зошто барате некој да биде разрешен. Како немавме аргументи, па ништо не. Еве на пример ќе го спомнам тогашниот вице-премиер Кочо Ангјушев кој што имаше судирен интерес за литиумските батерии. И ние кажуваме, значи тој учествувал во седницата, не гласал, ама бил тука, давал предлози, земавме стенографски белешки и го утврдивме тоа, видовме што се случувало. И како воопшто е дојден тој од Полска добавувачот и даваме предлог до владата и владата ни кажува сега на антикорупцијска, владата и дава одговор, не, тој не беше во судирен интерес. Па која институција утврдува се судирен интерес? Ние или вие? И ред други такви. Во обвинителство сега мрда по некој случај, еве Мерко беше нели наш предмет, не знам, ваучерите за спорт, сега се во судска постапка, мрднува еве ги црвените таблички за возилата. Меѓутоа имаше и уште многу други предлози кои што не требаше да значат финансиски импликации, а ќе беа подобрување во Да, како што е сега поставена државата, гледате ли некакви никулци дека некои работи можат да се променат и да биде нешто подобро во идниот период? Дека некој барем има желба и волја да нешто да се промени. Вака, да не бидеме се скроз песимисти. Не, далеко од тоа дека сме скроз песимисти, или реално она што вие викате, ние реално ја пренесуваме ситуацијата, реално ги гледаме работите. Надеж има. Николец има. Прашање колку народот ќе биде свесен дека се во ова не води во пропасти, во една бездна, и веќе сме ние и изолирани како држава, како луѓе, сето тоа. На последните избори... На кој начин изолирани? На што влијаете вие како држава? Каде ве повикаа нешто да значите? Немојте, мислам... Не, мене ми е работа да ве потпрашам за да дозволите да бидам провокативен. Ноторен факт е дека тоа не се случува. Но на последните избори имаше една друга енергија околу независните кандидати. Покажа дека можат да бидат нешто што државата ќе ја придвижи, да го придвижи овој народ и дека може да се случат многу работи ако успеат да едноставно да се обединат, да добијат некаква логистичка подршка за да можат на двете огромни партии диносауруси, СДС и ВМРО да одговорат. Затоа што власта е многу сладка, власта е не знам, власта се освоила, ама демократијата се учи. И знаете како... Ама нас и државата не е сладка. Има луѓе што ја сакаат. Има луѓе што ја сакаат, ама тие луѓе не даваат доволно за да се смени ситуацијата, јавно да истапат, јавно да брануваат. Јас сваќам дека секој од нас, ова што го зборуваме, ќе го коментираат на овој или на оној начин. Али барем еден или двајца, ако сте успеале да го замислите, може би е капка во море, ама бранувате. Кога секој од нас би бранувал кај еден двајца, тоа би било добро. Ви благодарам многу за учеството вечерната емисија. Малце неконвенционално, начнавме и други теми, меѓутоа мене ми беше мило да ги слушнам вашите размислувања за тие работи. Исто така и мене. Задоволство да гостуваме во ваша емисија. Ви благодарам многу. Почитувани, ви благодарам и вам и останете со програмата на Канал 5.